Највене назад во студиото, во овој дел веќе знаете дека прикажуваме фотографии од нашите гости, некои професионални, некои приватни, кои нели како сака и кои колку дозволува да влеземе малку и во приватниот живот. Но најпрво, како што кажав, господине Вилковски, да ги одговориме оние прашања кои што верувам дека се од голем интерес за нашите гледачи околу старичките домови за сместување на лица од третата доба. Ајде прво за тоа ќе ни кажете, па потоа ќе преминеме на градинките. Многу потребни. Вака е дефиницијата за старички домови во Македонија, пред се, бидејќи она што располагаме како систем во државни старички домови е многу мал бројот и капацитетот, за жал не повеќе од 700 лица кои што може да бидат сместени. Во денот момент си има стандарди согласно Европска унија кај што треба да таа бројка да биде по процент многу поголема. И затоа како влада и како министерство влеговме комплетно после 40 години да искреираме нешто што ќе значи подршка комплетна за лицата од третата доба или повозрастните лица, а тоа е изградба на старски домови. Државни или старски домови, секако приватните се отвараат, се посебно, секако се во системот, меѓутоа знаете како тоа е сепак приватен или еден бизнис кој што се одвива и си го регулираат приватни собственици. Ние веќе имаме конкретен план, Кавадарци, Пробишти, веќе Крива Паланка и Кратово се конкретни проекти кои што се реалност, дел се распишани како постапки на тендерска за објава за изградба на старски дом. Дел се веќе во завршна фаза оние проекти, проверка на документацијата за да можеме да ги објавиме. Така да со ова правиме еден голем исчекор, бидејќи како што напоменав 40 години никој не направил се некоја реновирање во оние постоечки во Берово, Куманово, Прилеп, Битола и Скопје. Да, по некој реновирање, обнова, меѓутоа тие се многу години веќе дотрајани како такви. Така да нови не се далеко потребни, посебно во одредени краји во Македонија каде што населението е и демографски, тоа се бројките, дека старе и дека за жал дел од младите мигрираат не надвор само од Македонија, туку од еден во друг град, во други градови веќе остануваат сами повозрастните лица и навистина веќе имаме конкретен план и обезбедено и средства каде што овие ќе станат. За колку време од прилика имате ли некоја тоа е процес, да, тоа е процес, веќе ги објавуваме, градбите знаеме дека 18 месеци до 24 траат самите градбини или опремувањето на овие старски домови. Кај нас да, негде малку побрзо, меѓутоа тоа се можностите, тоа се фирмите кои што работат и не можеме да створиме нови. Тоа е можноста и треба да бидеме реални кога ветуваме нешто да кажеме што е реалноста. Така да еве за 2 години од денеска гледам дека веќе ќе имаме навистина многу подобар капацитет за прием токму на повозрастните категории кои што не може да се грижат сами за себе. Меѓутоа тоа не е единствениот начин каде што даваме подршка за повозрастните лица. Веќе имаме развиено во повеќе од 56 градови во Македонија социјални услуги, каде што има грижа во дома за возрастни лица, за повозрастната категорија на граѓани и оние кои што се безпомошни условно, така да негователи и лица преку невладени организации, правни лица кои што се лиценцирани и имаат лиценци за да даваат вакви услуги, веќе даваме комплетна подршка, повеќе од 2000 лица вака се обслужени на територија на цела република. Пробуваме во секоја една општина да воведеме да има можност, меѓутоа тука е заедничка соработка со овој невладен сектор, со општината, односно локалната самоуправа и државата, односно централната власт, така да работиме комплетно да ги фатиме сите општини и да го подигнеме и ова ниво кој што ќе значи директна подршка токму во домот на највозрастните, што е навистина еден модел кој што е европски, светски и навистина треба да биде и во Македонија применет комплетно на цела територија, така да работиме и на тој дел. Добро, да не ги заборавиме и помладите, бидејќи родителите сакаат нивните деца да бидат згрижени додека тие одат на работа. Само од почетокот на годинава се отворија 4 детски градинки во Кучани, Супиште, Карбинци и Евгелија. Уште колку треба да се отворат? Па веќе имам уште неколку кои што се во завршна фаза. Добре. Сега во период, значи 4 се веќе при крај со оние финални уредувања на самите простори, обезбедување на кадар. Меѓутоа, она што е неважно е Скопје. Убаво кажавте, да чекаат, родителите сакаат, имаат потреба да ги, бидејќи денеска веќе двата родители работат, најголем дел од семејствата. Знаеме дека стилот на живење веќе променет, живеат сами во овие семејства, нема повеќе оние традиционални или баба, дедо, татко, мајка, така да веќе се индивидуални семејствата и имаат потреба дечињата да бидат, односно дел од детската заштита, детските градинки.
Само за Скопје ќе дадам еден пример каков е планот и што денеска е направено. 16 објекти веќе се тендерирани, има договори и се работи на реконструкција, санација и изградба, значи на комплетно нови капацитети, и со тоа веќе на тие 16 објекти кои ќе ги завршиме, и тука ќе биде помалку од 18 месеци, се надевам дека ќе биде многу побрза динамиката, дека комплетно ќе решиме проблемот во Скопје со листи на чекање. Дај Боже да има дечиња, да има повеќе наталитетот да се зголемува, не да ќе работиме, ќе најдеме начин како да ги изгрижиме. Меѓутоа сега веќе Скопје конкретно има план. И другите градови не се заборавени, како што е Битола, Прилеп, веќе Куманово, работиме да изнајдеме решение како таму да ги решиме проблемите, така да комплетно сме фокусирани на детската заштита и детските градинки, бидејќи веќе стана навистина реална потреба. Ако порано не беше така, денеска веќе е навистина реална потреба. Реална потреба. Сега во однос на детските градинки, она кој што е исто така важно, има одредени градинки во Скопје кои што е работа таа втора смена, бидејќи знаеме дека родителите работат. Дали исто така планирано и таква некоја програма каде што дел од градинките ќе ги чуваат децата, да речеме, во втората смена? Тоа е веќе дозволено. Тоа е дефицитарно секако. Така е. Тоа е веќе дозволено и градинките веќе имаат можност, секој една од нив, доколку одлучи нели самата детска градинка индивидуално во рамките на потребата, доколку е изразена потреба, да направат можност да има и втора смена. И веќе има функционира дел во центар, има градинка кој што има во центар кој што функционира, има потреба реална, така да каде што има потреба, имаат законска можност, нема, односно пречка нема. Тоа самите да го оформат тоа, да направат групи и да го прават. Бидејќи се индивидуални веќе нели одлуката е нивна на управниот одбор, односно на директорот на градинката. Тоа навистина е важно, дека знаеме одредени професии ги мотивираме и кадар веќе, ако тоа беше дефицит или порано беше причина да нема можеби втора смена, веќе со кадарот во текот на 25-та година сме солидни, мора да кажам дека повеќе од 800 стручни луѓе, кадар, негователки, воспитувачи и останатите се дел веќе од системот како нови нели вработени, така да сето она што сме го согледале како проблем и ситуација се решава. Не комплетно и се брзо, меѓутоа нели колку што дозволуваат можностите на таа нели на тој начин системски да ги решиме веќе проблемите, буквално за периоди од денеска да веќе немаме тако проблем или грижа кој да дојде следен збором да биде дел од нели да ги решава овие работи или политики, така да ќе бидат воспоставени системите, ќе си има ред и повеќе нема да биде тема листи за чекање, кадар во детски градинки. Туку само за реализација чека по чека. И тогаш ќе идеме веќе на квалитет. Буквално на квалитет ќе идеме да навистина бидат потоа и задоволни семејствата, да бидат задоволни и оние кои што работат со видите, децата не се еднината. Ако не работиме ние на тоа, како било? Тоа нема веќе. Од темелот ако не работиме. До тука стигнавме затоа што претпоставувам дека не бевме свесни дека одредени наши млади луѓе ќе се заменат, па и веќе и повозрасни заменуваат од државата или заменуваа. Така да мора да размислуваме дека мора да понудиме навистина квалитет на луѓето кои што живеат во Македонија. Без тоа претпоставувам дека живот и содржина. Така. Супер, ви благодариме многу за одговорите. Сега може да одиме со фотографиите. Орде, може ли со вашите фотографии да започнеме? Ајде малку да. Кога разговараме, какви фотографии, викам малку нешто и приватно. Па не знам, нема викам што не знам, мора малце публиката нели да го запознае и она што е надвор од музичката сцена. Не успеавме да најдеме овој пат некои фотографии од средношколските денови, ама следниот пат ве држам за збор. Може да говориме на некој. Ќе ни донесете некој албум. Така, меѓутоа ете од минатата година станавте и татко. Да. Верче, прочитате, молам таму што напиша на својот профил, Лорде. Да, мислам, убава порака која што напиша: Господе, ти благодарам за овој благодет. Луѓе мои, син ми се роди, татко се стори. Ти благодарам, љубов моја, Ангела Неделковски, да ни е жив и здрав синот. Каква порака. Да. И така, мислам дека навистина е благодет да се 2025 година јас го добив најголемиот благодет од Бога, тоа е моето синче Андрија. Голем поздрав до него и до мојата сопруга Ангела, кои во моментов ме гледаат. Е така, супер. Поздрав голем. Да, и тоа е во суштина она тиште сега што го кажа, тоа е темелот на нашето постоење и буквално така треба секој да гледа за сите дечиња живееме и треба најголема поддршка да бидеме за нив, бидејќи тие немаат само нас. Така, да, добро. Еве ги фотографиите, може на тие што сметаш дека нешто треба да искоментираш слободно, да ни кажеш каде се. Една убава прва фотографија, ова е заедно со мојата група Круна, наше гостување во Австралија, ова е конкретно во Сиднеј, Опера Хаус.
Добро. На почетокот на 2024 Најпопуларната година. опера Ова е веќе Times Square. Да, Times Ја Square. затоа и ти реков дека многу не би сакал да се овие работи да ги гледам, меѓутоа ова е се Зошто? поврзано со Па, добро, со она што го убаво е работам. тоа. Благодариме на сите нашинци ни целиот свет Да. што многу често не. Нашинците се радуваат кога сте таму. Да, се сложувам, се Која е сложувам. најбарана песна? Македонско девојче добро секако. Сите Потоа, македонски слика. песни си се барани во Сакаат. за жал повеќе таму него тука кај нас. И Ова со е душа ве носталгија. чекаат. Да, Носталгија. со душа ве чекаат. Да, искрено. Ова е во Мелбурн, исто во Австралија. Имавме една убава голема турнеја на почетокот на 2024 година беше ова, јануари и февруари, а ноември и декември во Америка. Значи, во една година група Круна успеа на две големи турнеи во Австралија и Браво. во Америка Убаво е. да биде. Ова е веќе во Малта една фотографија, значи многу често одиме и таму, гостуваме, имаме Има два доста и македонски наши во ресторани, Малта, да. преполно е, за жал ете, секаде не има и дури и во Да. Малта и тоа многу не има во Малта. Значи многу од Скопје, многу од другите градови и често пати одиме таму исто гостуваме бидејќи ево ова е веќе приватна фотографија од мене и мојата сопруга во Дубај. Ова е приватно на шетање. Сега со оваа Баш сте фотографија убави. ќе кажам дека оној мал простор што го имаме ние во летниот период кога можеме да покрај тие свадби и веселби Да. настапи да одвоиме малку време за семејството. И еве јас се одлучив тогаш ние се прошетавме малку во Дубај, беше така. Ова е во Абу Убаво. Даби конкретно во една од најпознатите тие Да, па блиско е, велат дека сите Да. блиско Дубај со Абу Даби Да, да да. се посети. Да, исто и ова е во Дубај, во Друг центарот на Дубај, да, во Марината. Да, нешто сосема поразлично од кај нас. Како од една Од пустина цела се Европа. прави Да. веле градови. Да, и како тоа преполно е со туристи, луѓето знаат да го си го промовираат тоа и успеаат да го промовираат. Буквално така. Ова е една интересна статуа во Братислава, да. Сте биле, значи сите. Да. Добро, и веднаш Значи- препознавте. И Супер. Братислава е многу интересен град. Да, исто ова е од Братислава. Токму таму кога бев со мојата сопруга и јас и ја побарав за да ми биде сопруга, мислам во Виена се случи тоа. Супер. И сега пак ќе речам, ова е во Њујорк заедно со менаџерот од Америка. Голем поздрав до Тони кој здравје Боже и 2027 година веќе ни е договорено ќе одиме повторно таму. Така да ќе има ваква убава прекрасна дружба, благодарност до еве го Андрија на крајот. Еве го и Андрија кој веќе пред неколку дена наполни 7 месеци. Браво, да е жив и здрав. Да сте ми живи и здрави. Баш убаво, ти благодарам што ни дозволите малку да дзирнеме во приватноста, иако кажа дека не секогаш имаш доволно време, но таква е вашата професија. Да, искрено Музичарите за постојано жал ние патуваат. музичарите кога ќе споделиме дел од нашиот приватен живот, јас секогаш сум искрено против тоа заради тоа што пред малку и Ѓоко кажа дека се уште луѓе во едни со други сме на некој начин, ајде ќе да не речам за останати, леле, овој отишол ваму, се фали дека е таму или слично, а и ние сме луѓе и ние треба да уживаме затоа што и ние Таква е работиме вашата вредно. работа. И на секој му е потребен и одмор, на секој му е потребно и начин за релаксирање, нормално што фамилии си имаме и ние треба да одиме и на одмор, треба и на зимување и на летување. Така да е. Се разбира. Така, да. Секогаш ќе постои некој што не разбира нас или нашето семејство Така или е. нашата професија, Дефинитивно. така што и не ни требаат можеби тие луѓе околу нас, ни требаат оние вистинските кои што ќе не сакаат, разбирате, И ќе не поддржат. поддржуваат, Така ќе е. не поддржуваат, така. Сега одиме со фотографиите на Јасмина и додека ги гледаме, таман може да ни раскаже што е практичар по реконективно исцелување и лична реконекција, реики, сибирски традиционален шаманизам, иако за тоа нешто споменавме и можеби некои други термини кои што не ги споменав, слободно ти можеш да ги споменеш. Ајде да ги погледнеме. Да, ова е фотографија во Чешка во октомври бевме, имавме семинар, тука работевме со енергијата на коњите. Инаку познато е дека енергијата на коњите, посебно нивната аурична моќ е 5 пати поголема од нашата, имаат многу исцелителна енергија. Дури во Франција има еден доктор кој што на палеонтолошкиот дел носи секоја недела го носи својот коњ таму да прави терапија, да пак ќе речам животните, особено и веќе коњите, не сме свесни која исцелителна енергија. Веќе во светот постојат терапии каде што
те положуваат на кревет за масажа и конјот доаѓа работи наместо терапевтот. Не се одлична терапија, Ова така не да сум слушнала до сега, но вистина прв пат слушам. да, еден од семинарите што го имавме таму и меѓу другото работевме со енергијата на конјите. Ова е пред куќата на мојот учител во Словачка и на зидот што го гледате позади тоа, сите ние кога одиме таму, си имаме и работа, така да тој зид е од него и од учениците направен. Како мозаик, фасада. или? Да, тоа е мозаик, позади се сите тие символи. Ова сме сега зимскиот семинар во Словачка, тука работиме констелација на болка, се вели тоа. Работиме со нагајка, нагајка е личи на камшик, или со енергијата на ножот, ги работиме како артефакти, ги користиме, меѓутоа тука по притисокот, затоа што учиме анатомија на телото, секоја болка, секој мускул точно знаеме дали е предизвикан од страв, зашто е тој страв, затоа што може да е страв за преживување, страв или немање доволно поддршка од родот или било што, така да тука е дел од тие обуки каде што учиме анатомија и по таа анатомија и веќе болката ја ослободуваме, кога ќе го најдеме коренот, веќе немаме такви болки на телото. Затоа велиме констелација на болка. Ова е исто, значи нагајката, делот камшикот, тоа се користи во Сибир, казаците особено. Може би сте гледале на телевизија дека се маваат, се камшикуваат. Уствари камшикувањето, ударот на телото, затоа што ние емоционално и на свесно ниво можеме да заборавиме некои работи или избираме што ќе памтиме. За жал нашето тело памти се. Значи имаме мемории кои што може да доаѓаат од претходен живот или било како, и преку тие удари, нормално не удираме силно како козаците, значи тоа се благи удари и благи притисоци за да дојдеме до коренот. И така ја разрешуваме болката. Ова сме во Мариово, веќе неколку пати годишно, 2 пати правиме, оваа година ќе биде пети ретрит, да го кажам, настан, каде што одиме викенди, четврток, петок, сабота, недела, каде што луѓето си доаѓаат да се запознаат со нашите пракси, при тоа не само да се запознаат, туку да направиме терапија, тука правиме склоп на сите пракси, што ги работиме. Доаѓа и мојот колега од Прага, Јан, кој што е инструктор веќе и оснивач на Сибирски казак система во Прага. Он е инструктор за фланкировка и за маршал артс. Така да правиме една одлична комбинација каде преку игри, преку длабок дел работа на себе, луѓето се ослободуваат и, како велам, место да одиме на некаде на обичен викенд и само да седиме по ресторани да јадеме и да пиеме, ние тука имаме активности од 9 савајле, значи или порано почнуваме со медитации, почнуваме со вежби, го будиме нашето внатрешно дете, преку тие игри дознаваме и какви трауми имаме, какви блокади имаме. Тука сме исто во Битола. Ова е, мислам дека првиот Елементал алхеми фестивал, каде што за среќа, мислам, баш сум радосна во Македонија што почнуваат луѓето на поинаков начин да ги користат викендите, односно вложуваме во себе, каде што преку игри, преку работилници, преку енергетски исцелување доаѓаме до ослободување на нашето тело и на дух, а при тоа и да научиме и да разбереме дека не сме единствени. Ете го мојот учител во средината Андреј Каримов и мојот колега, тука сме во шумата. Работиме со стаповите, тоа е исто една вежба каде што гледаме дали некој го држи ритамот на животот и што се случува во круг кога сите да фрламе, например, стапот, си додаваме стапови и еден треба да влезе во кругот, исто да внимава на ритамот и точно се приметува ако некој е вознемирен, ако некој не е во својот ритам, он го нарушува и ритамот на другите. Така да овој тип на вежби ние што ги правиме и игри, во принцип е длабока психологија позади нив, значи преку сите овие движења ние гледаме кај човекот што се случува. Како терапевти, ова се дел од терапиите, што викам. Да, и ова да е делот, ова е делот од нашите работи каде што мораме да одиме во шума, да си се снајдеш сам, да си запалиш оган. Меѓутоа ние некако најубавиот дел таму. Така, да видиме следната фотографија.
ова сме на Кокино, тука правам еден мал шамански ритуал. Тоа што го ставам во носот кај другите, тоа потекнува од Јужна Америка, се вика рапе, тоа е сплет на тутуни, они го викаат. Тутун, меѓутоа, тоа е од билки кои што се става во носот, значи се дувнува. Помага за одредена болест или за нешто? За одредени ситуации, значи тоа ни прави заземјување, при тоа го чисти синусниот канал. Значи, доколку имаме некакви, да речеме, бактерии, вируси, такви работи, значи, он одлично функционира. Да. Малку е непријатно чувството, затоа што има доста може да се случи и повраќање, тоа значи дека телото се чисти. Ова е исто нашиот камп таму во Словачка, затоа што во делот на обуката имаме 2-3 дена каде што одиме во шумата, не е битно дали е ладно или топло, мораме да бидеме и таму, затоа што имаме одредени задачи каде што одиме во шумата за да осетиме енергијата на дрвата и да почувствуваме, мораме да бидеме, како се вели, едно со природата. Добро. А тука да делот масажите, ова е мој колега од Кошице кој што буквално гаси врз мене и нели би рекле ќе ме скрши. Гледам тука си, добра си. Да, тоа е добриот дел, ја што велам, не треба да се плашиме, на крајот ова премногу опушта и значи сите тие се бенефици, меѓутоа нели како велиме, ниеден процес не е пријатен, па дури кога би отишле на обична медицинска масажа, доколку имате некаде згрчување, после тоа боли. И јас како велам, мислам, сите ние болката е добра на два начини. Значи, таа ни покажува дека нешто се случува во нашето тело и во другиот случај исто покажува дека нешто се исцелува. Ова е делот, тука сме на една обука, држевме семинар за реконективно исцелување. Реконективното исцелување е техника која што доктор Ерик Перл ја има канализирано, ја има симнато тука. Значи, тука гледате, не допираме ништо, работиме на 10 сантими максимум најблиску до телото, може да се работи со допир, меѓутоа ова е една добра техника каде што ние сме само каналот и ние ја активираме тука енергијата на клиентот. Значи, вашата природна енергија ние ја трансформираме и таа енергија оди во секоја клетка, во секој атом и молекул и она чисти се она што ние не знаеме што треба. Да, личната реконекција е пракса која што се прави еднашка во животот, значи реконективно исцелување може се чувствувам вознемирено, имам температура, едноставно ми треба отпуштање, може да се работи длабоко емоционално, меѓутоа пак да речеме релаксирачка форма која што исто така прави исцелување, а личната реконекција се прави еднаш во животот затоа што работи на длабинско работење на ДНК-та. Значи ДНК-та ние практично правиме дефрагментација, како на компјутерите подредуваме, значи мемориите, сите оние енергетски кодови, генетски кодови, по епигенетика тука се работи. За наследни болести, за сите тие работи, тука можеме ние да исклучиме код. Значи, некој код кој што нас не ни треба и не ни служи, а сме го наследиле, затоа што наследуваме, имаме 163, 164 предци се дојдени се пред нас, ние сме повлекле нивни мемории, плюс може да се повлечат мемории од сексуалните партнери на нашите родители. И рачунете сите тие ние генови и кодови ги имаме во нашето тело. Се зависи во текот на нешто на нашиот живот што ќе го активира тој ген. И ние преку личната реконекција ги исклучуваме тој тип на генови кои што не ни служат. Така. И се активираат само оние генови кои што се добри, така настанува и исцелувањето, така стануваме посвесни, поинтуитивни, затоа што сме енергетски исчистени, сите тие блокади. Нормално имаме процеси каде што доаѓа до плачење, да се освестат или да кога ќе сватат некоја траума, што им направила непроцесуираната траума. Тие процеси траат 6 месеци до 1 година, меѓутоа со сите клиенти со кои што работам, а веќе работам неколку години, веќе почнуваат и цели семејства да си доаѓаат и многу сум среќна дека има навистина добри резултати. Луѓето што велат не можам да се препознам себе си
каков сум бил или како сум размислувала, како сум делувала, а сега одеднашка тоа си доаѓа сосема природно, токсични средини повеќе не можеме да ги трпиме, затоа што кога сме енергетски исчистени, ние многу полесно ги чувствуваме надворешните енергии, тогаш почнуваме, што викаме, да си го ставаме животот во еден ред како што треба да биде. Ти благодариме многу за фотографиите. Одиме сега со фотографиите на Ѓоко. Нешто приватно, нешто професионално. Може да искоментирате. И ве почнуваме со Мобилност Скопје, Сдруженијето со телесни инвалиди, имате и со нив постојана комуникација. Соработки, и комуникација, знам. Најчесто и најмило ми е присуството кога се работи за овие категории, бидејќи навистина има предизвик, они имаат самите во животот, секако ние за да им помогнеме. И тука мислам дека сме заедно имаат настап групата. Јас како гостин сум поканет, секој пат имаат навистина поддршка и самите тие знаат за тоа и сме присутни да може да ги промениме нештава, нели, да им биде полесно секако во животот. Така. Одиме понатаму. Ова е еден џудо напревар пред мислам дека една година во салата Јане Сандански по покана на Федерацијата, бидејќи се работи за категории на млади лица, а веќе Министерството нели премина веќе професионално нели демографија и млади е вклучено како такво, така да има прилика и навистина ова се едни изворени млади луѓе кои што навистина знаат како да користат својата сила и правилно да да контролираат своето тело, така да навистина беше чест да имам можност да ги додавам. Во детска градинка мислам дека сме фотографијата не може да гледам само кој е вака од тука, меѓутоа во некои од градинките гледате како се работи нели изворно дека навистина луѓето кои што и воспитувачите, меѓутоа и самите дечиња дека се посветени на не само на чувањето, туку и на секој оној сегмент кој што сме го предвидели нели во самите програми за правилен раст и развој на овие дечиња, така да вака и во опуштена атмосфера. Ова е организација на Министерството за спорт, мислам дека е еден од оние меѓународни денови каде што зазема учество токму и лицата со посебни потреби и се направува во категоријата кошарка. Имаме и Федерацијата ги поддржува, мислам има и тим, национален тим имаме, така да навистина голема благодарност со нив, се трудат максимално, помагаме во многу сегменти, вака директно со овие луѓе и се познавам лично, така да имаат комплетно поддршката како човек, не од позицијата кај што доаѓа. Во еден од градовите, мислам дека е Росоман, ако не се лажам, каде што интересна фотографијата, немаат оние клубови за играње нели шах и сите друштвени игри, така да веќе ова е надминат проблем за гледачите, веќе имаат клуб каде што повозрасните лица и сите они останати во Росоман имаат каде да се дружат и да не биде ваков и секако го користат паркот нели во добри топли денови, меѓутоа имаат каде за да имаат простори како така. На камен темелник, ако не се лажам, мислам дека во Ѓорче Петров, по градбата, во Дексион, локацијата. Ова е едно од оние 16 кои што ги напоменав градинки во Скопје кои што веќе се градат и ова е веќе во една напредна фаза. Ова може би малку постара фотографија, така да за кратко време и овие жители во овој дел на Ѓорче Петров ќе младите ќе добијат еден прекрасни простори за држење. Ова е приватна фотографија веќе, пешачењето Скопска Црна Гора, иначе локацијата. Дружење со природата. Така е. Спирова Колива, патеката, мислам, на движење. Го сакате планинарството? Планинарството, да, ми е една од оние моменти каде што може да се опуштам, да бидам нели со мислите надвор од политиката, надвор од работната атмосфера. Работните задачи и така натаму. Навистина со пријателите разменуваме секојаш мисли, други различни теми, секој нели од свој стил. Ова е еден традиционално, мислам дека и ден денеска нели се одржува Визер кој што и го организираше и тогаш. Ова е прв до врв. Мислам дека негде годината 2014-13, мислам дека годината, така да водно е качувањето, локацијата финална.
Да не се фалам, убаво време имав, мислам дека како аматерски спортист добро време постигнав. Браво. Под 1 час искачување, така Дека да чест. и тоа треба да биде надпревар во животот за Така, да. Ова сме со мојата сопруга, да не го сгрешам градот, мислам дека е Братислава, ако не се лажам, Дунав мислам дека е позадина, негде, Тој така коремот да, ете еден од оние патувања каде што Да. сме уживале во животот. Приватно. Да. Ова е моето синче, Михаил, и повторно со сопругата Билјана Маврова. Голем поздрав до нив. Секако, она гледа, она е во училиште прво одделение. Мора Поздрав и од мора нас. да иде настава, така да Маврова е една од локациите кои што ние Ке гледа на YouTube Ние и ќе убаво. ја врати. така. Веќе разбира, знае што Така. говорам. Неговиот прв училишен ден, каде што ги повикува, нели, за прв пат да влезат во училишните клупи, прекрасно чувство, секако да се сеќаш на Прваче колаче. прваче колаче. Повторно со него, ова е парк Шума Газивова, една локација која што ни е навистина и вака многу често посетувана, бидејќи навистина е убава за Скопјани кои што живееме тука, навистина релаксирачко место и без многу голема гужва поминуваме убаво време. Ова е последната СОС фотографија. детско село, голем поздрав до нив, навистина традиционални партнери, не во само во како дел од министерството, меѓутоа и приватно, навистина имам одлични односи со комплетното раководство и сека сме расположени за овие дечиња што се тука нели изгрижени да помагаме и да бидеме од помош на самата организација, така да навистина голем поздрав до нив и мило ми е што имаме вака веќе повеќе од 15 години соработка. Точно на време завршивме и со фотографии и со се. Дојде крајот на емисијата. Многу ви благодариме што бевте тука. Се надеваме дека имавте едно пријатно утро со нас и со нашите гледачи. Благодарам за поканата. И еве за крај би сакала на министерот да му понудам од нашите игри, бидејќи ние имаме игри за родители и деца, а исто така и за возрастни по домовите, каде што сметате дека треба. Може, Супер. ние сме Можеме. расположени да дојдеме тоа да го направиме и бесплатно, само да нели ги разбудиме малку луѓето, затоа што и возрастните и преку играта и преку тие танци кои што ги имаме, повторно ја враќаат живата енергија. Позитивно. Вие може да си останете, да си Да. се договорите договориме, после да. емисија, а